На 27 ноември во Штипскиот основен суд треба да започне судењето на 21 годишниот турски државјанин Кадир Кара, кој на 8 мај брутално со повеќе истрели од пиштол во кафе-бар на градскиот плоштад во Штип уби друг турски државјанин. Освен Кара, кој е првообвинет, на обвинителната клупа ќе седнат уште 4, исто така турски државјани кои се обвинети и за помагање на кривичното дело. Се очекува судењето да трае долго, пошто од основниот суд тоа ќе ги мине сите судски инстанци. Но на крај, Кадир Кара има право да побара затворската казна да ја издржува во Турција. До тогаш, познавачи на судската пракса велат дека ќе помине релативно долг период, кој може да биде помеѓу 2 до 3 години. Од тогаш тие се во притвор, а истражната постапка траеше долго за да се утврдат сите детали за криминалниот чин кој се случи по разговорот помеѓу убиецот и жртвата. Мотивите за убиството засега водат кон крвна одмазда, бидејќи помеѓу двете семејства претходно имало недоразбирања, а наводно брат на убиениот во Турција се обидел да го убие Кара, во што не успеал. Нешто кое Кара наводно го изјавил при истражната постапка. На судењето во Штип Кара ќе го застапуваат 3 бранители, кои ќе се обидат за него да извлечат најповолна пресуда, бидејќи според кривичниот законник на Македонија, за вакво обвинение и тип на убиство е предвидена и доживотна казна затвор. Убиството се случи пред безмалку 7 месеци, токму на ова место, односно позади вашиот известувач во локалот позади мене, а неговата изведба и бруталноста предизвикаа огромен публицитет. Обвинетиот од тука се обиде да побегне во Скопје, но со неговите помагачи стигна до наплатната рампа кај Миладиновци, пошто тој и неговите пријатели беа уапсени од полицијата.